Здраво, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Дансе Макабре со своето 643-то издание, а денес ќе се фокусираме малку надвор од рамките на физичката и менталната менажерија од ограничувањата на нашата држава и го доближиме увото до звукот кој се произведува ширум светот, за да не бидеме отфрлена вукојебина во која живеат неандерталци кои немаат поим што се случува на светско музичко поле, туку да бидеме едуцирани за модерните текови кои деконструираат музички поджанрови на секојдневно ниво или исполнуваат годишна издавачка дејност со албуми кои ќе станат синоним за квалитетот кој ќе понуди 2026 на музичко тло. Иако за првпат го користам терминот аудиотека, се надоврзува на епизодите посветени за актуелни светски музички изданија од период кога не можевме да одиме во радио за да извршуваме нашата функција, но тоа нема да го спречи постоењето на аудиотека, едиција на Дансе Макабре посветена на музика која живот значи. Па затоа од едниците албуми кои се објавуваат секој петок, јас со големи маки селектирав 6, враќајќи се на шок-рокерот со неговиот препознатлив облик, доказот дека американскиот но-метал бран има уште громогласни рифови за свирење. Потоа ќе слушаме музика од бенд што свири со експлозии до степен на клипинг, артисти кои го увидоа распадот на човештвото пред да се распадне самата земја, музичари кои го певаат космичкиот хаос и жанровски покорници кои ги детектираа пукнатините на душата. Така што седнете, опуштете се, поаѓаме на соничното патешествие низ дисторзираните музички меридијани. А оваа емисија ја започнавме со миленикот на Дансе Макабре, односно со Роб Зомби и 3 композиции од неговиот нов албум The Great Satan. Поточно ја слушаме Fact is World 84, Тарантула и Hidden Days. Во продолжение ќе продолжиме со уште неколку композиции од овој албум, односно ја слушаме интерлудата Who Am I, потоа The Devilman и ќе завршиме со моќната и експедитивна The Black Scorpion. Потоа ќе се вратам во етер за да ви говорам за 6 албуми кои ги избрав во ова издание. Дансе Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, тука уметниците се вистински херои, а не политичарите криминалци, и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва има закажано полноќен танц со смртта по 643 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Најнеблагодарна работа на критичарите е селекцијата и секогаш го чувствувам товарот на тоа заложение кога и да се обидувам да направам избор и да исклучам огромен број на квалитетни уметнички творби надвор од тој ист избор, ама тоа е клетвата на занаетот. За мартовското издание на аудиотека одлучив да ставам еден временски ров, односно рамка во која ќе го ограничам периодот на нивното издавање, затоа што потребно ми е некако да ја структурирам селекцијата, па затоа одлучив од 27 февруари до 27 март да биде периодизацијата на објавување на изданијата, за јас да имам време и да ги преслушам, и да донесам некаков вредносен суд кој би бил легитимен за споделување со вас, да биде малку просмислено, наместо да биде неуко и на прва топка, туку да има простори да легне албумот на прво, на второ, на трето слушање. Затоа избрав албуми кои сметам дека го заслужуваат сечие внимание и дела за кои имам јас што да кажам, затоа што успеале на некој непосреден начин да допрат до мене, затоа што музиката е алхемија на емоции, а ние сме само нејзини рецепиенти. Првиот албум кој што ќе ви говорам денес е The Great Satan од Роб Зомби и не е некоја тајна што Роб Зомби е миленик на Дансе Макабре и треба да биде, затоа што е синоним за успешната спојка на метал и хорор во едно, односно како што и самиот ќе знае да посочи во бројните интервјуа кои ги има дадено, дека хорор фановите и луѓето што слушаат метал се подеднакво маргинализирани од средината, зашто бил и ќе остане во право,
затоа што во очите на самопрогласената турбофолк елита секогаш ќе бидат одметници овие љубители на екстремната уметност, но тоа празноглава публика која не ни заслужува да биде импресионирана, ниту пак да се стапи во комуникација за размена на диалог, затоа што тоа е еднонасочна улица со музички главонеми предрасуди и сосуети. Така што преценетоста ќе ја тргнеме на страна и оставиме на егоцентриците и ние ќе се насочиме кон мајсторот на шок-рок естетиката за кого во 2015 година, пред сега веќе повеќе од деценија, направив 4-часовна емисија, број 239 од Дансе Макабре, посветена исклучиво на неговата дискографија, па ако ве интересира да се запознаете подетално со неговата музичка еволуција од White Zombie до Rob Zombie, би ви препорачал да ја слушнете таа габаритна епизода. Во кратки црти, откако го направи постаментот на американскиот индастријал метал со Astrocrypt 2000 на White Zombie во средиштето на 90-тите, се одлучи на соло кариера, започнувајќи со Hillbilly Deluxe кон крајот на 90-тите, продолжувајќи со моќниот The Sinister Urge од 2001 година, па во периодот околу филмот Lords of Salem го издава Educated Horses, а соработката со John Five и Joy Jordison ја збогатува со продолжението Hillbilly Deluxe 2 во 2010 година, за во 2013 да му го прогласам Venomous Red Regeneration Vendor за албум на годината според Дансе Макабре, за во 2016 да продолжи со маратонските имиња на наслови кои беа сами по себе шупливи и слабо беше искористен потенцијалот на бендот во The Electric Wall Rock and Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser, кој беше надоврзан со постпандемискиот и заборавлив пред се албум The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy. На неговиот 8ми албум, кој го издаде на 27 февруари, направи замена на John Five и Piggy D, навраќајќи се на гитаристот од раните 2000-ти Майк Рикс, и на бас се враќа па Роб Бласко, кој му свиреше тој период и нему и на Ози Осборн. Се разбира, Ginger Fish од Менсон уште му е на тапани и нема зашто да го менува. Не ни мораше да ги менува и другите, ама нешто мораше да направи за да го скрши тој циклус на неуспешни албуми. Ако веќе така сакаме клетвата да ја побие. Ако мисли дека проблемот е во другите, супер, а не во него, тогаш дефинитивно не би бил во право. За оваа емисија исто така е составен дел од секое издание, со оглед на тоа што од самиот филм кој ви го напоменав Lords of Salem се употребува композицијата која John Five ја има работено како најава пред да започнам воопшто јас да говорам. Таа е таа проколната плоча која што ги оживува тие прастари битија, така што Rob Zombie на еден или на друг начин е составен дел од секоја емисија на Дансе Макабре. Меѓутоа, The Great Satan овој пат краток и концизен е насловот на неговото ново издание, но тоа подразбира дека ги има синтетизирано чинителите кои го прават најпрепознатлив и ги искористи најквалитетните елементи од нив за да го обликува ова дело, односно тука се интермедијалните извадоци од филмовите и spoken word сегментите како најава на песните, како што е на пример губитокот на идентитет, како што слушнавте од Who Am I. Потоа има користење на индастријал сегменти за проткајување под дисторзираните одсечени рифови во Out of Sight, но и со здрава доза на панк и метал елементи во Punks and Demons и The Black Scorpion. Покрај препознатливиот сега веќе, ајде ќе го наречеме камионџиски јужначки рок-н-рол, што се провлекува низ годините, сега сосредоточено во I'm a Rock and Roller, и хипи концепции кои ги негува со естетизацијата во композицијата Revolution Motherfuckers, например. Потоа, фанки, ама и езотерични елементи има во Sir Lord Acid Wolfman, иако хитчињата ќе му останат како Fuck the World 84 или Hidden Days, ајде ќе ги напоменеме тука и Tarantula и Devilman, како неколку од тие препознатливи хорор композиции во кои си опева какво суштество на ноќта е, иако набројувањето на Валканите животни се речи кон крајот на албумот, кој според мене и не знае како да го заврши. Супер е оркестрацијата и гоблиновската интерлуда на крај, ама си бара таа пограндиозен епилог од тоа, барем да продолжеле да направат повеќе
од една минутна композиција од неа, а не вака да не остават со кратки ракави. За потребите на омотот има плејада на филмски културолошки символи, како тапесерија од која се извива над нив самиот роб со мултиплицирани подигнати раце, не бара е пајак кој сака да се представи, како тако, и сето тоа обработено во црно-бела техника, односно, јас ќе го наречам тоа како негов одговор на Алис Куперовата Црна вдовица, ако смеам да си земам право да ги компарирам овие два шок-рокери од различни ери, кои си се меѓу себе добри пријатели. Роб скока од група на албуми од издавач на издавач, таков му е стилот, започна да издава со Geffen, кога Geffen доминира во 90-тите, па премина на Roadrunner за кратко, па потоа во Universal и последните два му се за Nuclear Blast и се надевам дека ќе остане таму да свири со метал бендовите под нивна капа и да прави заеднички турнеи со нив, како што е на пример турнејата Freaks on Parade, која на моје големо изненадување ја прави повторно со овој пат отрезнетата рок-н-рол звезда Мерилин Менсон, така што убеден сум дека Златко тинејџерот во мене би ги гледал на оваа турнеја заедно и би се прерадувал, ама па Златко возрастниот не може да си дозволи да одлета во Америка за тоа да му го исполни на копилето во мене. Сега дека ова е враќање на Роб Зомби на правење на албуми кои го бива да ги сними, кои нема лесно да се заборават, иако ги имаат препознатливите белезни на неговата естетика, искористени се најзначајните агенции од нив, оживувајќи нови чудовишта кои ќе бидат и негови, меѓутоа и исто така и наши пријатели. А додека сме кај оживување на најдоброто во еден бенд, можам да кажам дека одамна не сум се почувствувал на тој начин слушајќи албум на Lamb of God како периодот кога ги откривав нивните бескомпромисни албуми во средно и почетокот на факултет, барем тако беше случајот со мене, односно As the Palaces Burn, Ashes of the Wake и Sacrament, таа златна ера од 2003 до 2006 година, кога новиот бранд на американските метал бендови беше незапирлив и сведочевме на создавањето на една нова метал империја, возвраќањето на ударот на американците ако повеќе сакате, а барем за мој вкус веќе од Wrath од 2009 го увидов губитокот на креативната сила во нивните турбини и во десеттите за мене Resolution, потоа 7 Sturm and Drang и Lamb of God ми се формулаични и заборавливи дела, кои се за една употреба и строго се темелат на поставениот темел без односно на базата без да го надградат со нови проблесоци на идеи. Мислам дека со Omens некако Art Cruz си го најде своето место, односно простор кој го присвои од Адлер за тапаните, кој дури на новиот албум мислам дека му овозможи да си дојде на своето, да си легнат работите и да кликнат сите елементи заедно и да се направат композиции за паметење, каде рифовите не се залудни, а Ренди ми се дере во фаца и тоа со добра причина го прави. Ренди ја гледа империјата како скапува однатре во The Killing Floor, што е за мене најдобрата алузија за согледаната поделба на американскиот народ, кој преку револтот Ренди одлично го канализира на овој албум. Односно, албумот не дека не го привлекува слушателското внимание со препознатливата рифаша и флажолетки од насловната Into Oblivion, како музичко олицетворение на ентропијата, односно вистината во ера на заговори, за да засече под месото длабоко и директно со наредната Parasocial Christ, каде се пробудува непотизмот и непринесувачката структура на богаташите и нивното паразитирање во општеството. Сепсис е песната која ме удри од земја со басот пуштен до немајкаде, кој го уништува светот, мајката смрт од Мексико. Одамна не сум ја замарал моето сопруга како запален тинејџер, слушни го почетокот на песнава, слушај. Значи, Lamb of God ме натера пак да се чувствувам како безгрижно глумце од запалено тинејџерче кое скокаше на секој риф, што не верував дека ќе ми се случи во моето слушачко искуство, барем не денес. И морам по секоја цена да ја пофалам гранџерската тенденција која превладува на Елвасио, например, композиција која е лажно се наметнува дека е баладата на албумот, колку што може, например, This Love од Пантера да ја наречеме балада. И токму таа аналогија со Пантера можам да ја направам и со овој албум, затоа што одлучија Lamb of God да направат смели чекори,
Ренди да пее со клин вокали, како што видовме на прошланиот концерт на Ози, дека не болело тоа и во живо да го направи. Ама контрастот тука е брилијантен со вресоците. И тука ќе ја додадеме и рифаджиската Алис ин Чейновска A Thousand Years со својот каубел и нјуметаловски ропот кој ровари под напливот на агресија, чекајќи трпеливо и гледајќи 1000 години од гробиштата на бесмртните. Патолошка идолатрија се иницира во стампедото на рифови St. Catherine's Wheel и постои опасноста да стане редундантен албумот таму некаде во средиштето, во содејството меѓу неа и повикувачката Blunt Force Blues, и кога ќе дојде веќе до Були се истрошени и големите идеи во заглавувајќи во некаков си машинхедовски, пантерашки, односно грув метал сегмент на албумот, ама пак ако танцуваш со ѓаволот ќе си платиш сметката, така вика Ренди. Така што дури и овој сегмент од Lamb of God има флажолетки остри како коса на Grim Reaperот и тоа како знаат да засечат на секој слушател. Device Destroy го затвора албумот за жртвата која е потребна на природниот поредок со некакви логички мелодични гитарски лидови и вресоци на Ренди. На најдобар можен начин ја почнува концертната промоција на албумот со северноамериканската турнеја со поддршка на Kublai Khan, Fit for an Autopsy и Sangue Suga Bog, па да се надеваме дека некаквов сличен пакет би направиле и за наследниците од Балканот, ама не верувам дека тоа ќе се случи и ќе бидеме игнорирани од светските текови, барем Македонија ќе биде релевантна за нив, затоа што немаме букинг агенти од нашата држава што знаат кои се всушност Lamb of God и да ги договорат истите. Албумот го издадува на 13 март за Century Media, што е интересен скок затоа што досега издава за Epic, односно за Nuclear Blast, а на омотот имаме една пентагонална коцка која обиколува нуклеусот, која се извиваат безброј кабли, доста индастријал насловна, морам тоа да го посочам, посродна ми е со Fear Factory и Static X, ама ако се двои од оснатите омоти на момците од Ричмонд, од Вирџинија, со оставањето повеќе простор на басот, со отворањето на Ренди на клин вокалите. Колку може да се наречат такви, нели? Затоа што содржа гнасотија во самиот израз, особено кога ќе се ставени во антипод со вресоците во истата композиција и тоа наклонување кон гранџи страната, но и на грув корењата. Го прави овој албум според мене на ниво на златната ера од 2000-тите, па и да нема хитови како албумите од тогаш, сепак да е музички дорасна, да понуди нешто запамтливо кое се двои од пред се по квалитетот и може да ги изеде сите изданија од Wrath до ден денес кои што ги имаат. Рифовите на Вили и на Марк секојаш ќе корнат земја, тоа е неспорно, ако се ставени во правата функција како на овој албум во релевантни композиции, стануваат дотолку поопасни. Овој албум е еден од најсериозните конкуренти за албум на годината за мене, моментално се наоѓа во таа топ 10 листа на албуми за 2026, така што ќе видиме што ќе каже конкуренцијата до крајот на годината, дали ќе може да се носи со овие опасни рифови и вратокршачка ритам секција пред се. А ќе имаме продолжение, може да слушнеме неколку композиции од него, односно ќе слушнеме насловната Into Oblivion, потоа секако Sepsis, El Vacío и A Thousand Years, за да го почувствувате контрастот помеѓу тоа што го носи од грув аспектот со првите композиции и гранџерските елементи за кои што ви ги напоменав во вторите. И потоа ќе имаме можност да слушнеме композиции кои се наоѓаат на новото студиско издание на Varials, односно ќе слушнеме творби од Where the Light Lives, односно да слушаме насловната композиција, потоа No Lie Untouched, The Heart Chamber и ќе се употребам да искористам неколку интерлуди, односно инструментални творби кои се ставени да како засеци помеѓу композициите и ќе слушаме Romance 2. Така што продолжение на емисијата и слушаме Lamb of God и Varials и потоа се враќам во етер да ви говорам за Varials, меѓутоа и за новиот албум на Neurosis. Уживајте! Ова и секое наредно издание на Аудиотека е замислено како една моја музичка сугестија за тоа што е
значајно во дисторзираната сцена за да се наслушне во дадениот пресек на време и место. Не баре сме се сретнале во некоја CD-тека и ја слушате мојата гледна точка во поглед на албумите кои се предмет на дискусија, така што овие се моите отворања на диалог за творби кои се разбира дека може да продолжат во моите пораки на социјалните мрежи како што било досега или пак кога ќе се видиме во живот за да го слушнам вашето мислење, кое ми е важно за да имаме на балансирано гледање на нештата, затоа што не сакам да остане на едностран проповед, не ми е тоа целта на споделеното видување. Замислете како да сме се сретнале во некоја дигитална CD-тека и разговараме за овие аудио записи кои не обкружуваат таму. Тоа е концептот на аудиотека, мое отворање на пионите на шаховската табла, наредниот потек се разбира дека е ваш. Затоа решив и да има пошеговит пристап во поглед на прво материјалот на социјалните мрежи на емисијата, односно го искористив Патрик Бейтман, еден од моите поомилени хорор антагонисти, за да си поиграм со неговиот снобовски пристап во анализирањето на милозвучниот јахт-рок кој што го милуваше тој во American Psycho, таа е што моторната пила и јас се имам при рака, само што моите размисли се за нијанса поагресивна музика од неговата, како што е, например, новиот албум на Verials од Филаделфија, Пенсилванија, момците, односно металкор бенд кој во својот музички израз користи и нагласени њу метал чинители, иако базата е зацементирана во хардкор школата, амалгамирајќи еден уникатен агресивен звук кој го негуваат досега на 4 студиски албуми, што значи не се кој знае колку стар бенд со оглед на тоа што издаваат една деценија, но се доволно етаблирани кога ќе се спомне нивното име да се сватат сериозно. Се држат до издавачката куќа Fearless, уште од првиот нивен албум Pain Again од 2017 година до ден денес, што би се рекло лојалисти се, кој е испечен од beatdown хардкор сцената, па за потоа да ги нагласат new metal и да речеме shoegaze елементите во In Darkness од 2019, но при тоа да не ги жртвуваат гитарските детонации кои ги поседуваат, за да настане преобразбата на членовите во нивните редови на третиот албум во пандемијата, односно Scars for You to Remember, кој го издаваат во 2022 година, кој го работеа првично како EP, ама го дополнија како трет нивен албум, подпирајќи се на хардкор и на new metal влијанијата, за четвртиот албум пак да настане уште една рокада во поставата. Петорката стана четворка со тоа што ритам гитаристот Шейн Лајонс ги презеде пред сите гитарски обврски во бендот и вокалот Мичел Роџерс беше заменет од Скайлер Кондор. Така што нема среќа со членовите во поставата, но таа постојана флуктуација па си носи и нови влијанија и го освежува звукот, која ќе се навратно назад на нивните изданија, иако основата си имаат изградено еден бедем кој не се руши толку лесно. Штом Шейн одлучил да свири на гитарските експлозиви, тогаш компарацијата со Knocked Loose е неизбежна, иако може да се спореди нивниот израз на ниво на агресија и со Kublai Khan, со Dying Wish, со Counterparts, барем на рамниште на рифажата, на децибелажата се во категорија сами за себе, бидејќи во композициите буквално се тестираат границите на клипинзите во кои дисторзијата преминува во фонични пространства. Не знам дали бендот презема ризик да ви прегори некој звучник, ама моје е да ве предупредам. Продуцентот Джош Шредер се има опуштено и има намера да ви ги пукне ушните топанчиња пред се. Музичкото поимање на едни од моите соседи се лимитира на некои српски певајки и домашни фолкери, така што не се сомневам дека паднала некоја псос на моје име секогаш кога го преслушував овој албум на глас. Ако тоа се жртвите што ги правиме за металските работи, ако може да се изразам со речникот на Chromatic Point, тогаш нека биде. Канти тропаат кога Шон ќе удри на тапаните, така што не грижете се за beatdown сегментот, удира толку силно што може да паднете и вие еден спрат подолу кај соседите, слушајќи го албумот композиција по композиција. Уште во насловната творба го отвораат личниот пекол, каде умираат со ништата, еден краток повед за да ги навикнеме ушите на детонациите, за потоа во No Lie Untouched да бидеме удрени со севкупниот асортиман на бендот во брейкдаун, со бластовите, со басот кој ровари, со вокал кој
изнесува гнев за одземеното парче од душата на тие битие со нивното безвредно постоење, со една прогонувачка, ламентирачка, гитарска њу метал мелодија меѓу канонадите, како една нишка на очај под наездата од звукот. Јадежот од станувањето на сопствената причина за секој неуспех, најдобро е доловено од врсоците на Скайлер и нагласениот бас на Майк Фоли под слоевите на гитарскиот нойз. Агресијата не попушта ниту на Conscious Collapse, ниту на Your Soul Feeds, душа која се храни на очајот и тагата, додека The Hurt Chamber не воведе во една друга димензија со акцентирање на милозвучните меланхолични њу метал елементи, со виден контраст при агресивните извици, сосема доволно за да го живне албумот и спаси од еднозвучност и користејќи милозвучен клин напев. Уште едно прекрасно решение се интерлудите, како што е, например, Will You Follow Me во загради и последната Into the Quiet, исто така илустрирана со загради композиција, која прикладно го затвора албумот со своите фреквенции, фонија и фрагментирани говори, а првата е една милозвучна ламентација во која се поставува прашањето дали би го следеле Скайлер таму кај што си оди светлото, со позадински разговор неваре се разговара со космонаути. И веќе погодувате, многу добро знаете дека вакво стишување на страстите е само замка за да добиете прострелна рана од новата серија на музички истрели, овој пат преку Silent Demise, во која ништо не е тивко во докрајчувањето на едно постојање и да ја закопате главата во песок нема да ви избегнат овие брекдауни. Животот се вади низ телото, односно згаснува светлото во очите во Blissful End, а првата верзија на следната Romance 2, мислам дека ја има на вториот албум, песната која ги прослави во минатото. Истиот риф е пуштен на стотка овој пат, затоа што пост-хардкорски се поставува прашањето дали сум поблиску до Бог без тебе, така што Скайлер си поигрува со различни начини на пеење, од шепот до вресоци, за да се извади широкиот диапазон на сите емоции, подсетувајќи ме тука многу на Кори Тейлор, тука признавам. Се страда и од болката додека се спие во Метаноја, каде кратките бластови ми се многу симпатични, ако воопшто може симпатии да предизвикаат вакви повремени бластови меѓу брекдауните, кои се исвирени до смрт во овој момент на албумот, и тоа е проблемот со сите битдаун бендови, што самите ги пресвирува брекдауните во секоја композиција, што станува неважно која се свири во дадена ситуација. Бендот никогаш нема да каже збогом во I'll Find the Dark, односно ќе ја брка темнината каде се крие едно мелодично гитарско соло, ако така може се нарече, со сите ефекти за крилата е покрај болката во темничавост. Албумот е издаден на 27 февруари, а на минималистичкиот омот ќе вочиме една отворена врата во затемнетиот простор во која единствено излегува дим и светлина, што е аналогно на називот и на албумот, затоа што темнината во просторијата е неговата севкупност во музички смисол, со среќа на потрагата по светлина во него. Гнасен и тежок албум кој турка граници до каде може да се симне штимот и предизвика звучни детонации, кои ќе се одествуваат на душевниот јадеж, се провлекува на убава линија на њу металкор под брекдауните како изразито средство кое го збогатува Varials, и мислам дека можам да си дозволат уште повеќе на експериментираат на наредното издание, каква постава и да имаат до тогаш во своите редови. А додека сме кај радикална промена на поставата и замена на вокалот, уште еден бенд докажа дека тој убиствен удар не е крајот на светот, иако нивниот нов албум по еднодецениска пауза е токму тоа, Катаклизма, односно студиското остварување An Undying Love for a Burning World, од слач и постметал гигантите Neurosis, кои, откако го избркаа злоупотребувачот и малтретирач Скот Кели, сите ги отпишавме и предвремено пензиониравме, но тоа признавам дека е грешка која јас ја направив, затоа момците тука се да не разубедат во спротивното. Neurosis е долговечен бенд кој не се кој годе од Оукленд, Калифорнија, не
само што се поим за постметал и за сладж, проектите на членовите на бендот се едни од најзначајните во музичката историја, иако во почетоците со Pain of Mind од 1987 се истакнуваат повеќе краст елементите, со Soulset Zero од 1992 ја успоруваат работата за да се истакнат и сладжи и пост елементите, па го вадат култниот True Silver in Blood од 96-та, што е поим за постметал. Проги елементи имаат на Times of Grace од 99-та со кучето на обивката, ако се сеќавате на овој албум, кога ја започнува соработката со Steve Albini. Со фолк елементите на Von Till забегува малку на Sun That Never Sets од 2001, а потоа на Honor Found in Decay 2012 исто така, ама секогаш ја држале и таа индастријал нишка активна на мрачната страна, например и со последниот Fires Within Fires од 2016 и отпуштањето на Скот Кели го отпишавме, нели, од постојање овој бенд, затоа што не се менува толку лесно вокал и аранжмер, ама исто како и во случајот со Verials, кога ви говорев, тука е доста покомплицирана работата, да се најде некој што ќе може да седне на високиот трон и колку гениална идеја е да се земе музички паметен великан како Аран Тарнер од великаните Айсис и Сумак и кога ќе го додадеш на Harvestman-от, односно Стив Von Till, потоа таму имаш во дружината и Джейсон Ройдер од Slip на тапани и Дейв Едвардсон од Tribes of Neurot и од Nailbomb, добиваш потенцијал на нуклеарка, кој ако не клапне секое парче на своето место, може да биде промашена инвестиција, како и многу други супергрупи во минатото, ама тука синергијата проработи за наше и пред се за нивна среќа. An Undying Love for a Burning World го има еден од највпечатливите почетоци на сите албуми кои сум ги слушал оваа година, кој го зграпчува вашето внимание со наталожени извици во кои точно се детектира зошто ние страдаме, односно разделбата, изолацијата, тоест таа поделеност сметаат дека е коренот на сите наши болести во интрото We Are Torn Wide Open, за да добиеме дисторзирачки удар во наредната Mirror Deep, во која започна да се доловува скапувањето во замрувачката природа во зимското студенило, каде тие летаргични електронски напластувања ја засекуваат композицијата и уште во неја посочуваат дека ќе има слоеви албумот и треба да се навикнеме на нивното прелистување. Пред се моќни думерски сладжи пострифови ја предлагаат First Red Race, композиција со сите салтанати од Neurosis, со што се доловува тој спор од на зверовите и прекрасен е контрапунктот на гитарската меланхолична мелодија и синтот кои се извиваат после масивните рифовски планини кои се топат и гледаме крваво заедисонце како и во овој случај за тундрата. Не смеам да изоставам дека синергијата која имаат Тарнер и Von Till на албумот мене ми дадоа до знаење дека со нивните проникливи извици, како во да наслушнуваме едно единствено, комплетирано битие и истата конклузија важи и за свирењето, каде кохабитираат нивните гитарски тенденции во создавањето на гигантните рифови и молскиот гитарски лелек. Небото и звездите споро согоруваат во Blind со прекрасен пулсирачки психоделичен електронски талок помеѓу гитарскиот раздор засилен со безнадежните мелодии и одмерениот ритам, трепет кој како прашина ќе ги покрие руините на тоа што некојаш сме го нарекувале свет. Тука сезерите и семпловите на Ноа Лендис доаѓаат до израз, односно најкроубаровска дури би рекол дека е оваа композиција. Додека пак Sitting and Scattered се навраќа на главната мотивација на албумот, односно начината во прологот, тоест причинителите за нашата несреќа, дисконектираноста од себе и од другите, разделеноста која постепено се гради со роварењето и понирањето на реките на незадоволство во нас, доека ги градиме вавилонските кули кои ги воспеаме. Ама сето тоа е неважно, затоа што како јас ќе го рецензирам албумот, повторно ќе се угледувате на шупливите богаташи и ќе аспирирате еден ден да бидете дел од нивната трула елита, фрлајќи во канта секоја вредност која ќе ви донесе поголема слава и при тоа направите уште еден мал засек на веќе болната душа на човештвото. И тука Ноа пулсира насреде композицијата за да биде предводник на една нова агресивна најазда со помош на тапаните на Ройдер, уште една прекрасна инструментална интерлуда насреде песна, каде не е само плиток и
беззначаен некаков си джем на бендот во прашање како кај многу други джезери и постери. Напротив, тука слушаме како бендот се обединува во еден нов катарзичен звучен атак. Уште еден пад на индивидуата, кога колективот не знае каде тера, во очуваме во Untethered, додека пак во In the Waiting Hours започнува кротко и постепено се гради ерозијата на светот создаден од нашите раце, влечкајќи се со повредените тела, и тоа мачно провлекување убаво е отсликано при музичкиот ураган кој го добиваме. Албумот се затвора со врсоците врз синтесезерите, налик отворањето, но во една габаритна композиција, Last Light, каде впрегнати се лешевите во трулежот затрупан под снегот, запрашувајќи се што направивме за да дојдеме до светлината, а се давевме во очајание, споро и болно, како што Neurosis смилуваат, иако има една дуровска гитарска мелодија која дава надеж насреде композицијата, само тешко се доаѓа до неа насреде дисонантноста, преди истата да биде погребана од осцилирачките семплови. Омотот е доста симплифицирачки, ама си ја постигнува целта, затоа што имаме еден вртлок на црнелија во средиштето, кој е олицетворение на болеста која не јаде однатре и краде и впива секој поглед како вакуум. Албумот кој си го издадува за нивната издавачка куќа Neuro Recordings, затоа и ја оформија, нели, каде издаваат и ICC, Job и Amenra. Тие на 20 март без никаква најава, како гром од ведро небо, го објави албумот, без предупредување, кокетирање, дури ми требаше неколку пати ја проверам дали да им верувам на очите, да не е некоја компилација во прашање, ама не е. Туку е едночасовно предупредување за крајот на светот, ако не преземеме нешто против него. Во продолжение ќе имаме можност да слушнеме и композиции од ова издание, односно самата најава We Are Torn Wide Open, Mirror Deep и In the Waiting Hours. Ќе слушнеме долгата композиција, а додека сме кај долги композиции, секако на тој трон седат Cryptic Shift, од кои ќе слушнеме две творби од Overspace and Supertime, односно ќе слушнеме Cryogenically Frozen и Hyperspace Topography, кои се наоѓаат на нивниот нов студиски албум. За потоа кога ќе се вратам во етер, ќе ви говорам токму за него и за новото издание на Гаереа, последните албуми за оваа емисија. Уживајте! Овој повремен избор на актуелни музички албуми за рецензирање ќе не се ни сомневам дека ќе ми ја олесни работата во декември и јануари, кога традиционално Канал 103 бираме албум на годината, па исто како што јас бирам хорор филм на годината во Дансе Макабре со повремени квалификации, така и од аудиотека ќе се притесни изборот на изданија, да не лутам како мува без глава и на крајот на годината и да паничам пред се, што заборавив да преслушам, за да ја избегнам таа конфузија, ќе си ја олеснам работата, па тие албуми што во текот на годината не го привлекле моето внимание, нема магично тоа да го направат недела пред објавувањето на листата, како што пред деценија сум го правил, така што од оваа емисија Lamb of God и Neurosis се сериозни конкуренти за завршување на таа листа, барем сега за сега се наоѓаат на неа. Иако ова се албуми од кои имавте можност да слушнете по песна-две во епизодите кога говорев за актуелните филмови, дел кој со сигурно знам дека нељубителите на агресивната музика го скокаат, ама затоа во оваа епизода ќе се обидам да одвојам и по 15 минути од бенд, да има и некаков баланс и место за сите, за пред се подобра презентација да вкусите од содржината на нивните албумски остварувања, да загризете подобро и да дегустирате од болката која ги мачи пред се овие артисти кои се изразуваат со помош на инструментите. За момент ќе напуштиме планетата Земја за да се упатиме до недопрените светови и да колонизираме чудовишни пространства каде космичките стравови го имаат последниот збор со помош на британските прогресивни дед металци Cryptic Shift, подхранети со технички, односно прогресивни треш метал делници кои се служат и со психоделични джез елементи кога ќе им се присака. Момците од Leeds, односно West Yorkshire од Британија, се пример за бенд кој, иако постои од 2011 година, речиси деценија им беше потребна за да го издадат нивниот прв албум Visitations from
Enceladus, односно и тоа за време на пандемијата од 2020 година за Blood Harvest. Тоа не значи дека во десетите стоја со скрстени раце и кенка дека светот е против нив, напротив, го калеа за наето, вадеа EP изданија, си го бараа звукот, експериментираа и за 10 години подоцна дојдат да отворат албум со песна која трае 25 минути. Направија и тие една речиси комплетна промена на поставата, каде во средината на десетите се сменија двајца гитаристи, вокал и бас, за да дојдеме денес до оваа четворка, каде гитаристот Ксандер Бредли си ги презеде и пеачките заложенија и сподели гитарските со Джос Ферингтон. Сегментирано е компонирањето на композициите и кога ќе заврши една плејада на рифови и сола, се продолжува со сосема поразличен сет на музички одредници во Overpass and Supertime, односно новото албумско остварување, што соодветствува на нивната прогресивна дед мантра, започнувајќи со Cryogenically Frozen, односно со замрзнувањето на овие очудувачки светови на сонот со прелуди во кои ритам секцијата доаѓа во преден план со истакнување на басот во джез фрагментите и говор на командниот центар во вселената за да се направи спрега меѓу агресивните делници, доближувајќи го бендот до богатото музичко наследство на Атеист, Војвод, Циник, Ноктурнус, Горгоц и Дед во последната фаза од нивната кариера. 29-минутното вселенско патешествие следува во Stratocumulus Evergaol. Не колку етапно е ова доловено најпрвен со инфицирањето на вселенскиот брод со вонземјаните, што ќе иницира прерано слетување, потоа се справува космичката флота со нападот врз друго летало и се дојде до неоткриени предели на планетарен джин од газ, каде има необични биолошки облици, за да може поматениот мозок од воземските силуети во просторот и да го поттикне протоколот за повлекување. Нескротливо бликаат гитарските сола и се менува нанис на рифови додека се плови низ космосот на оваа несвета авантура во која ќе слушнеме и роботи и испукување на ласери, една своевидна SF епопеја. 9-минутните екскурзии како Hyperspace топографи се едни од најкратките, ама тука имаме па повеќе дескриптивен запис на стекнатите согледби на планетите, каде се користи бендот со нивните оквалификации како хексатронски калцификации, калеидоскопски хексаедри и квази кристалните калдери, што нивниот хипертрофиран SF не е секогаш приемчив и како и ќе биде кога се даваат описи на непостојачки светови и предмети, каде секако дека за пофалба е уиграноста на инструменталистите кои точно е дека ги фрагментираат композициите, ама секоја чест е најпрвин нивното составување со пробивањето на гитарските сола и размената на трзајот во рифови и бластови. Hexagonal Lines, односно Diverity, трепа фихасизам, се извинувам доколку скршив насловот, е уште еден нивен лавкрафтовски ужас од совршени хексагонални креации на посетените светови на вселенската пловидба, каде исто така се тестира границите на издржливост на слушателите со постојаните скокови помеѓу рифовите, за да се комплетира патешествието низ универзумот со Overspace and Supertime, уште една 20-минутна интергалактичка епопеја, пробивајќи низ забранети димензии, низ триаксијалниот Excellad, под Острикс и Упшук. Тоа е нивната картографија на универзумот, каде се кријат прастарите битија со нивен јазик, кој го преведуваат дури во нивната лирика, водени каде ќе ги понесе хексагоналната плима и во оваа повеќе делна композиција, каде има мноштво на очудувачки атонални пред се музички решенија, склони на психоделични изворишта во прелетувањата низ порталите и теснеците на космосот, односно комплетирајќи го патешествието на ликот именуван како The Recaller во потрага по вонземјанската волшебничка, што е мотивот на севкупниот албум, ако веќе го концепираме на некаков си начин, и дискутабилно е дали може да се жртвува пред се
конзистентноста на маратонските композиции за добивање на нивната комплексност и се надевам дека во нивните идни експерименти ќе дојдат до поконкретни пространства, ама мислам дека штом погледна свет во кој слободно може да ја модифицираат пред се способноста за компонирањето како што милуваат, нема враќање назад. На обивката ќе ја согледаме таа средба на вселенскиот трагач со воземското битие во тој бизарен свет. Ова е албум издаден за Metal Blade, што значи дека Cryptic Shift се под закрила на еден голем издавач, го доби нивното внимание пред се. Сега не треба да се изгуба до плејадата на бендови под нивната капа, ама мислам дека со нивната екстремна легура на жанрови и скокање меѓу истите, со прогресивното музицирање, проследено со вресоци низ вселената кои никој нема да изслушне, штом се откријат ужасите непредвидени да бидат допрени од љубовитното човечко око, имаат уште многу вселенски авантури за смогнување и истражување на тие недопрени и музички, меѓутоа и лирски предели. За крајот на емисијата да ја упростиме малку работата и се вратиме повторно на земјата и дури ќе се втонеме во себе си со помош на Гаереја, кои го издадува нивниот нов албум Los, односно албум на маскираните членови од Порто, од Португалија, кои се активни од 2016 година и го издаваат првиот нивен суров black metal албум Unsettling Whispers од 2018. Продукцијски го усовршија својот звук и се доближија до полската black metal сцена можеби, односно Behemoth и Мгла, со вториот албум, пандемискиот Limbo од 2020 година, започнувајќи соработката со Season of Mist, за потоа да се фатат со експериментирање и наоѓање на антитежа во мелодичните и убави депресивни пасажи наспроти агресијата во постблекерскиот Мираж од 2022, за пред 2 години да го издадат нивното постблекерско бисерче Кома од 2024 година и тука да започнат со постметал елементите и дуровите и дојдат до еден еволутивен експериментален чекор во кој ќе ја иритираат својата лојална база на фанови, односно заминато од Seasons of Mist во Century Media и нивниот звук, колку и да звучи ова просјачки, омекна, односно започна да излеваат металкор клисури, остануваат бластовите, тремолото и постелементите, ама исто така и депресивната притока си најде своји други изразни средства, што прво требаше да го ублажи ударот со EP изданието февруари, именувано како Nomad, на кое не знам колку се обрна внимание, пред 20 март да биде издаден албумот Los и почна металските муабети, ете и Гаереја се продадоа, нема ништо несвето на светов, секако дека има тука вистина од гледна точка на кариера, отворајќи се за поголем пазар, на сметка на лојалноста на фановите кои треба да имаат на ум дека нивниот омилен бенд сака да експериментира, што значи дека треба да останат покрај нив низ сито и низ решето, а не да се откажат на првиот клин вокал која ќе ја слушнат. Ги имаше нив и на Кома, да не се лажеме, имаше и оркестрација од време на време и хорски делници, така што Гаереја си ги тегнат границите на тоа што може да се нарече пост-black metal, односно што може да содржи класификацијата под оваа поджанровска кованица и дефиниција која па и подразбира разноврсно експериментирање. Black and Metalcore во минатото сме слушали и од страна на Gehenna, на Bleeding True, на Underoath, на Wolf King, на At War with Shadows, на Abigail Williams, така што не дека си нема своја традиција овој потфат на Гаереја. Само Гилерме Хендрикес, кој од гитарист стана и пејач во бендот, е од оригиналните членови зад маските, кој ги дели моментално гитарските овластенија и сегменти со Сонја Шуринга, кои на албумот го започнуваат со мелодичните рефрени на Luminary, каде сме повлечени од празнината, од мракот, од молкот, од тоа големо ништо, композиција со одлични моќни рифови во која уште на прв печаток се соочуваме со неизбежната вистина дека слушаме Гаереја во друга фаза од нивното постоење, каде мелодијата е поблиска до металкор отколку до black metal рамките и тука ќе почне да се прави јазот на слушатели кои ќе останат со бендот и тие што ја почнат постепено да ги отпишуваат, без разлика што има грол и бластови покрај оркестрациите, ама затоа оваа композиција е повеќе тест за слушателот отколку за бендот,
затоа што бендоци се профи музичари и нема тука што да докажуваат. Submerge веќе ја продолжува мелодичниот напев врз бластовите, додека постепено тонеме во лагите погребани под плимата на минатото со повремено слиптокемовско меланхолично бранување со ламентирачките клини мелодични гитарски лидови. На Hellbound се носат гревовите и вината на кожата, каде грандиозноста на громогласните рифови ритам секцијата се докажува на дело. Во Uncontrolled се посочува неможноста да се држи сопственото битисување под раководство, со жици закачени во мозокот низ кои се вбризгуваат лагите и се затупува, занемува, каде шепотот и гитарската мелодија се провлекува помеѓу бластовите. Пристигнат до работ и турнат од него со потребата од ослободување од оковите се раѓа во новиот Феникс, кој исто така се подпира на концептот на агресијата наспроти ламентирачката мелодија, за потоа Cyclone да проструи низ душата, затекнувајќи се изгубен меѓу ехот на недоречености, кој отпочнува со клин, напев која доловува таа изгубеност, што би го слушнал, например, во едниот Perfect Circle, но во пост-блекерска равенка добива една друга димензија, каде бластовите се токму на местото каде се тоне во живата песок, обидувајќи се да се дофати тоа недофатливото. Лабиринт е синт-поп интермецо на албумот, кој се одвестува на тивкиот неслушлив плач, за да талка по светот номадот, без корен и дом, со одамна оладено срце во со едно прекрасно постметал крешендо. Некој талка на земјата, а некој ги бркат звездите во последната Stardust, една елегија во која не може да се избегне од празнината, па затоа се наклонуваме кон мракот со потреба да се земе здив од животот, затоа што сме растени да бидеме силни, да носиме одлуки, да тераме напред, без да покажеме ранливост, меѓутоа тоа соочување со сомнежите и стравовите си има своја цена и насред тој распад на личноста тука се бара водилката која ќе остане покрај нас, условно кажано постметал баладата, ако смее да се изговори тоа, бидејќи започнува и завршува како поп балада со клин и пијано. Знам дека многумина ќе ги отпишете португалците од како го омекна нивниот израз, ама во најмала рака и да не ви е померак албумот, секогаш може да бидете самиот тој иницијатор за враќање на нивните блекерски корења и да извадат негова антитежа со некое наредно издание. Не сметам дека кој знае колку придонесува со влез во рамките на металкор водите со чистата продукција и не гледам простор за кој знае какво експлонирање, освен кон нова демографија на слушатели, иако можам да согледам каде клин вокалите и ламентирачките мелодии се од помош за доловување на очајувањето на едно битие во распад кое плови во празниот простор. Јас сум огромен противник на пресвирување на истиот албум со различно име, односно сметам дека тие истозвучни албуми направени според собствената формула која е варијација на истата тема, не ни треба да се издаваат, а не пак да станат целосна дискографија на поедини бендови кои ќе останат неименувани, но кај некои тоа е плафонот и легитимно е да ги пресоздаваат истите песни за да им ја понудат на слушателите удобноста на познатото, односно непроменливоста. Меѓутоа, жал ми е што ќе морам да ви соопштам дека тоа не е уметност, туку популизам. Немам проблем кога ќе музичарите сами на себе си ќе си признаат ова ни е формулата, само неа ја знаеме, досега ни работеше и ќе ја убиеме до смрт од повторно користење со репетиции, затоа што ни се може, и сметаме дека тоа е искрено и легитимно од еден бенд, кога има таков сооднос со неговите слушатели, исто како што е легитимно мене да не ме задоволува тоа редундантно робување на собствената неспособност, така што јас сум секогаш заинтересиран за поместување на границите, особено на тие кои самите бендови си ги задаваат со својот звук, затоа што тоа значи дека бендот еволуира, расте, се менува, макар и да прави неуспешни експерименти, дозволува да открие една нова страна која дотогаш ја занемарил, што со текот на времето ќе се докаже дали било тоа само криза на идентитет, како во случајот нели на треш метал бендовите во 90-тите, или пак можеби било етапна фаза, премреже кое водело до откритија на некој нов звук кој се криел во уметниците и барал некаков начин да биде истражен, да понира, да излезе надвор од нив. Да не ја тегнам тирадата до немајкаде,
Затоа немам ништо против експериментирањето и омекнувањето на звукот на гаереја, затоа што со таков бенд кој сака да мутира, односно да бара нови начини на звучно доловување на депресијата и губитокот на себе си во модерното општество, кои го опфатија и со суров black metal и наместо да се повторуваат, сега користат други бои од палетата за да дојдат до ослободување на тоа собствено робство, на мрачнотијата која секој ја носи во себе си, така што баш ме интересираат како ќе изгледаат нивните идни портрети ако користат овие бои, односно нивните идни пред се портрети на психата на модерниот човек. Од тоа што може да преслушам овој месец, можам да ви препорачам и новиот албум на Wraith, односно The Sky Storm Black, еден мелодичен black metal албум. Потоа, додека сме кај black metal, и Стив Бланко го издаде Shallow Arc Suite, односно свитата на black jazz пианистот на Imperial Triumphant. Unity TX го издадува Somewhere in Between, тоа е еден new metal crossover rapcore бенд кој може да речеме дека е пандан на новиот албум, исто така и на Attila, односно на Concrete Throne. Тој па е deathcore new metal бенд кој што си поигрува дури со крајни екстреми, каде што гостуваат и country и trap артисти, и исто така е во рамките на тој rapcore, така што и двата бенда издадува во рамките на март нови албуми. Нили Брош ќе ја истакнам исто така со Eventide, односно таа е непретенциозна мелодична шредерка на Стиви Вај и која го создаде незиниот разноврсен албум. Потоа Exodus со Goliath, односно со треш метал повратништвото на Роб Дюк, додека сме кај комбинацијата помеѓу black metal и треш, односно black and trashот, ги имаме Wolves Bastards од Satanic Scum Punks, а од великаните Poison the Well го издадува нивниот нов албум Peace in Place, тоа се пост-хардкор, металкор ветерани, и Monstrosity, Screams from Beneath the Surface, Dead Metal гигантите издадува нов албум кој што е гордост на годината во рамките на Dead Metal сцената, и секако да не го забораваме Synthwave албумот на Carpenter Brut, односно Leather Temple. За април ги оставив Hell Reaper и нивниот Коронак, односно Black and Speed и треш албумот кој се појави минатиот викенд. Мислам дека и Black Label Society исто така викендот издадоа, за да ми е потребен простор за да ги преслушам на мир, затоа што се подготвував за оваа емисија и тоа го влечеше моето внимание на друга страна. А денес ви говорев за новиот албум на Rob Zombie The Great Satan, потоа Into Oblivion, албумот на Lamb of God, Varials и нивниот албум Where the Light Lives, Neurosis со An Undying Love for a Burning World, Cryptic Shift со Overspace and Supertime и завршив со Gaerea, односно нивниот нов албум Loss, од кој за крајот на емисијата ќе имаме можност да слушнеме неколку композиции, потоа Luminary и Submerge кои го отвараат овој албум, потоа Hellbound и ќе завршиме со нивната Synthwave композиција Labyrinth како крај на ова издание. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворам 643-тиот гримоар на Дансе Макабре и го враќам на полицата која станатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, обрнете внимание на уметничките квалитети и не се задоволувајте со музички медиокритети. Чао!